Значи, светскиот ден на убрезите е кај нас, не само овој ден, туку исто така како влада и како министерство работиме интензивно и со клиниката и со здравствените работници и со експертите за да може да се подобри сликата на нашата држава и од аспект на листа на донори и од аспект на пациенти кои што во светски рамки се знае и од научна гледна точка е дефинирано дека многу поквалитетен живот имаат пациентите кои што имаат трансплант на убрев, отколку пациентите кои што се цело време на хемодиализа. Знаете дека и за државата, и за фондот, и за Министерството за здравство, ние како држава одвојуваме негде 25 милиони евра годишно за хемодиализа, кои што средства одат за граѓани кои што имаат потреба за на неделна база еднаш, два пати, три пати, зависи од состојбата за хемодиализа. Но од другата страна, исто така, како што напоменав, квалитетот на животот на тие граѓани би бил многу подобар отколку вака на хемодиализа. Загрижувачки се фактите кои што листата на чекање на пациенти кои што имаат потреба од донор е голема, но од другата страна многу е мала листата и цело време се намалува листа на потенцијални донори за бубрев. Затоа апелираме и како Министерство за здравство, и како влада, и како здравствени институции, заедно со вас, заедно со сите заинтересирани страни кои што сакат да помагаат во овој процес кој што почнуваме интензивно од денеска заедно со клиниката и со националниот координатор да работиме и да ги информираме граѓаните дека донорството е дел од нашиот екосистем на живење, значи се знае дека човекот раѓа и се завршува животот, но од другата страна кога знаеме дека и после нашиот живот може да помагаме и да имаме поквалитетни, да нудиме поквалитетен живот за други граѓани, тоа е и етично и морално и природно. Затоа замолувам за да заедно сите креираме свест која што донорството ќе биде дел од нашиот живот, а нема да биде исклучок. Цена ние се видовме и со други и со верните институциите кои што од верските кластери кои што помагаат и ќе бидат на линија на заедничките активности кои што ги имаме. Исто така сакам да напоменам дека ние освен капацитетите кои што ќе ги вложуваме за подигнување на свеста за донори, инфраструктурно како што гледате, веќе клиниката се подобрува и веќе и од техничка гледна точка и од инфраструктурна гледна точка сме многу близко до стандардите, европските стандарди за ваков тип на клиники, така да ќе продолжиме понатаму и да инвестираме во човечки капацитет и во инфраструктура и во технологии, за да можеме нашите граѓани во реално време да добиваат здравствени услуги тука, но од другата страна очекуваме и од вас и од граѓаните да бидат интерактивни со системот, со цел да може таа листа на донори да биде да се зголеми. Благодарам многу. Поверите прашање. Мистер Штефан Мудрак.